Поради вонредната состојба во државата има ниско ниво на залихи со крвни единици. Поради таа причина денес се одржа втората крводарителска акција во Велес во организација на Црвен крст Велес и Институтот за трансфузиона медицина во Скопје. Секретарот на Црвениот крст при општинската организација Велес, Орце Николов, ги даде деталите. Можем да кажем дека сме многу задоволни од свесноста на крводарителите и од хуманоста која што денес ја покажаа барем до сега. Значи во првите 2 часа од крводарителската акција до сега даруваа 25 крводарители, што во период на пандемија е исклучително висока бројка и можем да кажем дека сме многу задоволни од тоа како се одвива до сегашната акција. Инаку морам да кажем дека овие воредни крводарителски акции се прават пред се поради потребата да се задоволат барањата, односно потребата за крв на сите пациенти во цела држава, затоа што знаеме дека во овој период многу од редовните крводарителски акции беа откажани пред се оние во средните училишта и на факултетите, така да мораме да ги одржуваме овие акции за колку толку да можеме да го задоволиме барањето на оние пациенти кои што се низ целата држава, кои што имаат потреба од крвни единици. Николов додаде дека на 15 април, односно на првата вонредна крводарителска акција, собрале 60 единици крв, што е задоволителна бројка. Дарителите се од двата пола, значи доволно се и мажи, доволно се и жени. Ќе видиме на крајот на денот колку од нив се првократни дарители, но сепак крајот ќе ни каже за тоа. За тоа дали резервите на крв во општа болница Велес се доволни, извести докторот Евтим Димитровски од Институтот за трансфузиона медицина во Скопје. Што се однесува до резервите на крв, ги имаме во задоволително ниво, така да не постои грижа за тоа дали ќе нема крв, затоа се и овие вонредни акции, што и во иднина ќе ги има се додека трае пандемијата. Меѓутоа нема потреба за грижа воопшто. Воедно тој упати апел до сите кои што не дарувале токму во ова време на корона криза да го сторат тоа. Велешани се хумани луѓе. Ти објасни што за нив значи дарувањето на крв. Дарувањето на крв е една голема хуманитарна цел. Значи прво едино нешто што можеме ние самите да го направиме, да помогнеме на некого да даруваме крв, без тоа нешто да не кошта, а да го задоволиме, да речеме, нели сопственото его со тоа што ќе даруваме крв и односно ќе го храниме егото со позитивна ствар. Денеска ми е 26-тиот пат на дарување на крв и се одлучувам на овој чекор ради тоа што едино на овој начин можам да донесам на луѓето кои што им е потребна, нели, мојата крв или на некој друг. Во изминатите 40 години редовен крводарител сум, не бројам, на секоја акција сум присутен. Кога бев помлад и до 4 пати годишно давав крв, сега на секоја акција, кога се организира, ја посетувам колку е потребно да може да се помогне.